Пензионерска средба на пензионери од здруженија од градовите од Источна Македонија, Кочани, Делчево, Македонска Каменица, Берово, Пехчево, Радовиш, на која домаќини беа пензионерите од Виничкото здружение, се одржа во саботата во кругот на манастирот Свети Спас во село Драгобраште, каде што се служеше и света божествена литургија. Средбата е на барање на поголем број пензионери од Виница и околните села и се организира за прв пат со цел да прерасне во традиција. Присутните гости ги поздрави председателот на Виничкото здружение Младен Петров. Јас ви пожелувам често пати, поготово на тој ден, да се собираме поново и да размениме мислења и да се провеселиме. Ве поздравувам сите и ви оставам аманет да го посетуваме овоа место, затоа што дава прекрасна слика на овој голем скуп. Сите вакви позитивни дружења и средби секогаш се поддржани од општина Виница и градоначалникот Емил Дончев. Посебно се радувам кога на едно место ќе се соберат толку многу луѓе и тоа само со една цел: да се дружиме, да се забавуваме и да разменуваме животни искуства. Овде морам да ја истакнам и прекрасната соработка на локалната самоуправа со Сдруженијето на пензионерите од Виница и посебно да го поздравам домаќинот Сдруженијето на пензионерите од Виница. Да сте ми живи и здрави, нека оваа средба прерасне во традиција и да се гледаме за многу години. Во отсуство на председателот на Сојузот на Сдружение на пензионери на Република Македонија Драѓа Аргировски, средбата за отворена ја прогласи секретарот на Сојузот Станка Трајкова. Во последниве 2-3 години се случува едно пензионерско движење, огромно, масовно пензионерско движење. И еве, на 6 ние овој месец, септември, дел од пензионерите беше на Републичката олимпијада во Тетово. Денеска ќе биде запишано дека на 13 септември е организирана и остварена првата пензионерска средба кај црквата Свети Спас Виница. А на 19 сме во Ѓорче Петров, во Скопје, и така натаму. Значи се тоа активности кои што се во насока на одвивање, на здраво и активно старење на пензионерите. За пензионерите, односно за луѓето од третата доба од животот, ваквите и слични дружења, забави и средби се од исклучително значење, затоа што представуваат можност повеќе да се видат, да се запознаат и да разменат искуства меѓу себе. Средби кои често се разиграни, па и на оваа се играше оро, се служеше манастирски ручак со програма и музика во живо, со настап на групата Текила Бенд со Кинг Нејадвелиов и настап на фолклористите од Китка од Истибања, кои со својот раскош и автентичен фолклор никого не оставија равнодушни.